Ова е шеста поред традиционална летна школа што економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје ја организира во соработка со АЕСЕК. И мора да кажеме дека годинава наш добар поддржувач е Царинската управа на Република Македонија, бидејќи темите кои што ќе ги обработуваме оваа година се однесуваат токму на подобрување на регионалната соработка преку царинска модернизација. Значи, нашата идеја беше да собереме студенти од регионот, имаме студенти од Азербејџан, кои што во ваква една релаксирана атмосфера во Охрид ќе можат да работат на теми, да ги добијат новите сознанија околу тоа како може да се олесни трговијата, да се подобри царинската соработка, царинските управи да се модернизираат и воедно да уживаат во еден ваков убав амбиент. Имаме повеќе од 30, околу 30 на учесници, имаме предавачи од повеќе земји. Па еве можам да споменам, дури имаме предавач од Австралија, тој е председателот на меѓународната мрежа на царински универзитети, тој е тука со нас. Имаме предавачи од Царинската управа на Австрија, кои што ќе покриваат тема околу царинското работење на Европската унија. Имаме предавачи од Азербејџан, тие ќе зборуваат за нивните искуства, тоа е регионот кој што земјата што не поврзува, да речеме, меѓу Европа и Азија, еден мост. Многу бав, со нив многу долго соработуваме. Имаме предавачи од Царинската управа на Република Македонија, од економскиот факултет се разбира во Скопје, од европската делегација и така натаму. Така што ова мислам дека е една убава прилика за студентите во текот на летниот период да може преку продлабочување на своите знаења и да уживаат малку и сите убаво да поминеме една работна недела овде во Охрид. Дали ќе може да ни кажете дел од темите кои што ќе бидат обработувани овие неколку дена се до сабота? Па да, секако. Ќе започнеме со тоа да го представиме регионот. Нашата земја е членка на регионалната интеграција ЦЕФТА 2006, па ќе зборуваме за општо за меѓународната трговија, најновите трендови во однос на тоа како компаниите треба да настапуваат на меѓународниот пазар и потоа се префрламе на подобрувањата на царинските управи што се направени, да речеме, во Азербејџан, она што Светската трговска организација го направила како што е договорот за олеснување на трговијата. Ќе зборуваме за олеснувањата во Австралија, нивните програми што ги направиле на подрачјето на Царинската управа, потоа од Европската делегација ќе зборуваат за тоа какви се очекувањата во Европската комисија. Ќе дојде представникот од Австрија кој што ќе зборува за тамошните искуства и потоа имаме презентери од Царинската управа на Република Македонија кои што ќе зборуваат за едни големи проекти што нашата управа ги направила на подрачјето на царинската модернизација и секако да не ги заборавиме, имаме околу 10 на компании кои што исто ќе бидат присутни на семинарот и од практичен аспект ќе може да им доловат на студентите какви се навистина олеснувањата што царината ги направила и дали навистина тие им придонеле олеснување на трговијата или можеби пак еве да речеме чинеле повеќе, па олеснувањата некаде се нивелираат. Така што тоа ќе биде еден убав склоп на теми, значи ќе пробаме од нешто поопшто да одиме преку практични примери и на крај да завршиме со компаниите за студентите да добијат познавање од повеќе аспекти и воедно се разбира ќе се обидаме и неколку социјални настани да вклучиме за да може и да уживаат во овој прекрасен амбиент овде. Така, и за крај би сакала да ве прашам затоа што шеста поред, значи имате искуство веќе со ваквите летни школи. Професор сте, кој е фидбекот на студентите од целата оваа конференција? Па да, знаете како, ова е шеста поред, меѓутоа секоја година одбираме различни теми. Така што и секоја година имаме различни студенти, различен е фокусот кој што го даваме. Фидбекот е дека пред се презадоволни од тоа што доаѓаат овде и поминуваат една недела во Охрид и уживаат и се дружат и преку дружење се обидуваат да научат различни, да речеме, теми, подрачја да покријат. Не можеме конкретно да кажеме затоа што на пример оваа група што имаме сега е различна. Ова се сега други студенти кои што да речеме работат некои аспекти на царинско работење и така натаму. Секоја година се тоа различни студенти, различни предавачи и во таа смисла мислиме дека се обидуваме да допреме до различни аспекти и да повикаме студенти од целиот регион и пошироко за да може да опфатиме и така на тој начин да ја представиме и нашата земја и воедно да ги подобриме знаењата теоретски на сите студенти кои што се заинтересирани да присуствуваат на вакви настани. Инаку темите се различни, повеќе биле покривани менаџерски аспекти, маркетиншки аспекти, така годинава е нешто. Па да, секогаш се студентите презадоволни и тоа мислам соработката продолжува, нашиот факултет продолжува да соработува со тие универзитети и на тој принцип и продолжуваме да организираме, меѓутоа да речеме таргетот на студенти на профилот нивен е различен секоја година.